Информациите стигнуваат до вас. Бараат правда и почитување на антирасистичкиот закон, а се соочуваат со навреди и закани од фашистите. Групата која ги тужи војниците за расистичките извикувања на ланската парада, Панајотис Димитрас од Хелсиншкиот комитет, Павле Воскопулос од Виножито и правниот застапник во процесот Танаси Стартис секојдневно се соочуваат со навреди и закани по нивните животи. Затоа побарале интервенција и објаснување од Министерството за цивилна заштита, зошто на првото судење не реагирала полицијата за да ги заштити од групата така наречени поддржувачи на војниците, кои продолжиле да ги извикуваат истите слогани како и нуркачите на парадата во 2010-та. Дел од насобраните националисти по судењето го гонеле адвокатот Танаси Стартис, кој морал сам да се спасува бидејќи полицијата само следела што се случува, без да интервенира и да го заштити правниот застапник во процесот. Како што веќе објави Канал 5, судењето од 20 септември се одложи за 16 декември. Судот го прифати барањето во процесот да присуствуваат и двајца граѓани од Македонија и Албанија кои живеат во Грција, како оштетени и навредени, а одбиено беше барањето на албанец од Албанија и на Павле Воскопулос. Председателот на Виножито побарал да присуствува, бидејќи припадниците на македонското малцинство во Грција ги нарекуваат скопјани. Обвинението против нуркачката единица на грчката војска го покрена Хелсиншкиот комитет во март годинава, а војниците ќе одговараат за прекршување на членот 2 од антирасистичкиот закон. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.